Почитувани граѓани на Скопје, почитувани граѓани на Република Северна Македонија, почитувани представници на медиумите, почитуван председател на владата на Република Северна Македонија, почитувани представници на градската управа. На моје и верувам општо наше големо задоволство и на градот и на државата, денеска го промовираме изведбениот проект за реконструкција на универзалната сала, изработен од архитектот Бујар Муча. Омилена културна институција на многумина скопјани, за многу деца тоа е местото на првиот концерт или културен настан, а за мене доволно голема причина и мотив за повторно отварање на низините врати за посетителите. Објектот универзална ќе биде реконструиран во постојниот облик и габарит, задржувајќи го својот автентичен изглед како символ на обновата на постземјотресно Скопје. Идејата на универзална сала да ја сочуваме во постојната форма на постојната локација дојде после обсежна и отворена дебата и недвосмислено изразување на волјата и на јавноста и на скопјани. Ова не значи дека се откажуваме од идејата за нова концертна сала во Скопје, меѓутоа нашиот приоритет е да ја отвориме универзална во низиниот пол капацитет уште во текот на оваа година. На 8 март ќе биде закажана седница на Советот на град Скопје, каде што ќе примиме донацијата на изведбениот проект, со што се создаваат услови за распишување на тендерската постапка и во текот на мај очекуваме овдека да започнат градежните работи, за да го видиме ова што го гледаме позади нас како готово. Изградбата на универзална ќе биде и голем придонес за влогот во Скопје Европска престолнина на културата во 2028. Градот Скопје како институција игра голема улога во културниот живот во Република Северна Македонија, меѓутоа и во нашиот град. И убеден сум дека овие чекори кои што ги превземаме заедно со владата ќе дадат и ќе станат добар пример како се поддржува културата. Универзална беше, универзална останува дом на скопската радост, а нашата поинаква приказна во културата останува и понатаму инспирација за создавање на нова уметност и задоволство на сите граѓани. Благодарам.